Dobro večer, pobednička Gazibaba! Dobro večer za ВМРО ДПМНЕ! Dobro večer za koalicijata za Podobra Makedonija! Dobro večer, dragi prijatelji, braća i sestri! Najprvo, dan je česti današnji praznik, posvetan na Sveti Kliment, Ohridski čudotvorec. Prosvetitelj od ne založi, so prvi od univerzitet i ušte pobitno, a zbukata što je temel na naši od jazik. I zato na ovoj den, na ovo mesto, morame glasno da vetime i pred sebe i pred site, дека ќе го odbranime našiот jazik, nacija i identitet. Braća i sestri, ušte samo 2 dena, do 11. dekembri, денот кога секој од нас ќе избере во каква Македонија сака да живее. Дали во Македонија за која се бореа и линденците и партизаните, дали во суверена, самостојна и унитарна Македонија или во Македонија разединета, кантонизирана, со поделен идентитет. Изборот е истовремено и многу едноставен, но и многу значаен. Избор кој доколку сега го погрешиме, ќе нема назад. Вечерва, сакам уште еднаш да поварам од вас, да размислите дали оваа 2-годишна криза во државата беше во корист или на штета на граѓаните. Убаво да размислиме кому ова му одговараше и кој ова го организираше. Кој за цело време цврсто и без колебање стоеше на браникот на татковината, а кој ја напаѓаше, демолираше, ги оспоруваше институциите и ги напаѓаше македонските полицајци. Почитувани граѓани на Газибаба, 2 години една група на платеници, дебело платени со странски пари, работеа и се бореа да ја срушат не само македонската влада, туку и македонската држава. Извикуваа плагијат парола: нема правда, нема мир. Истата парола, гледам, денес повторно ја употребуваат во САД против ново избраниот председател на Соединените Американски држави, господинот Доналд Трамп. Немојте да се збуните. Тоа не се нашите фейк борци за права и лажните душегрижници. Тоа се други. Нашиве платеници на ладно не работат. На ладно не протестираат. Нежни се и плашливи. Се кријат зад маски и работат по туѓо сценарио. И за секоја изведба, за секој перформанс кој што ќе го направат, се дебело платени. Тоа се луѓе кои можат против се да протестираат, само ако добијат наредба и пари од оној чие име не сакам ни да го изговорам, што во полунаведната срамна положба го прими орденот за заслуги на УЧК. За жал, овие платеници го презедоа ЛСДМ, поранешна СДСМ. Буквално ја киднапираа партијата и ја искористија да направи најголемата криза во историјата на државата, која се закануваше буквално да ни ја срози државата. Посеа гнев и омраза меѓу македонскиот народ. Не разединија, раскараа брат со брата, татко со син, комшија со комшија. Сакаа да предизвикаат судир меѓу македонците. Сакаа брат на брата да тргне. Македонец против македонец. Но наидоа на сериозен противник, подготвен да се жртвува за Македонија. Не им дозволивме
не им дозволивме, ги прочитавме и со добро ги победивме. Ова е вистината. И вистината мора да се знае. Толку за сега за нив. ВМРО ДПМН, како и секогаш досега, стои пред вас со реална и остварлива програма. Ке креираме 70.000 нови работни места. Предвидуваме проект за рурални развојни зони, кој возможува голем број бенефиции и стимулации за инвеститорите и отварање на нови работни места во рурални области. Продолжуваме со успешната имплементација на проектот Купи куќа за млади, а предвидуваме и проект Купи куќа за лица над 36 години. Предвидуваме зголемување на платите и пензиите за 10,25%. Предвидуваме и зголемување на еднократната парична помош за деца без родители за 50%. Најголем инвестициски циклус во здравствената инфраструктура во историјата на Македонија, циклус вреден над 143 милиони евра. Во општина Гази Баба ќе изградиме 4 градинки, нов училишен објект за училиштето Вера Јоцич, како и реконструкција на 5 училишта во оваа општина. За младите во Гази Баба ќе изградиме 4 нови кошаркаски игралишта, фудбалско игралиште во спортски центар Црешево, а ќе се изврши реконструкција и доградба на спортската сала во општина Гази Баба во студентскиот дом Стив Наумов. Во делот на инфраструктурата предвидуваме реконструкција на локалниот пат за поврзување на село Инџиково со населеното место Ченто во вредност од речиси 20 милиони денари, изградба на атмосферската канализација во населено место Триангла и уште еден крупен проект реконструкција на регионалниот пат Јурумлери-Драчево. За Гази Баба предвидуваме значајни инвестиции во здравството. Здравствена станица Железара ќе добие најсовремен дигитален мамограф, кој ќе биде во функција за сите пациентки во општината Гази Баба, но и пошироко. Покрај тоа, здравствената станица ќе добие и други апарати во вкупна вредност од над 70.000 евра. Браќа и сестри, ова се реални и остварливи проекти. Сигурен сум дека реализацијата на оваа програма на ВМРО ДПМН сериозно ќе ги подобри состојбите во Македонија и ќе се отворат нови работни места, со што ќе се намали невработеноста и ќе се изградат нови патишта, болници, училишта и градинки. За разлика од оваа програма, од друга страна, од овие фейкериве, нормално имаме и фейк програма. Програма во најголем дел препишана од странство. Но имаат и еден дел, кој исто така не е од нив измислен, туку е од нив прифатен и кој мораат да го спроведат, бидејќи е клучниот дел на нивното сценарио. Тоа е проектот за кршење на кичмата и на македонецот и на државата. Тоа е делот за двојазичноста на целата територија на Република Македонија и политипните општини со кој општините сакаат да ги направат држава во држава, односно кантони. Почитувани македонци, размислете. Јазикот е основен атрибут на идентитетот. Ако јазикот не е еден, туку два, тогаш стануваме билингвална држава. Ако државата е билингвална, тогаш идентитетот ќе биде бинационален. Ако немаме јазик, немаме идентитет. Ако немаме идентитет, немаме држава. Затоа велам уште еднаш, размислете добро, македонци. Сакаат да не обезличат, да ни го земат најсветото. Затоа, македонци, ве молам да си поставите едно единствено прашање. Дали сакате да живеете во двојазична и кантонизирана Македонија или сакате да живеете во независна, суверена и унитарна Македонија? Јас сум уверен дека токму Гази Баба била и ќе биде еден од столбовите на македонштината. За победа на ВМРО ДПМН и за победа на коалицијата. За подобра Македонија во изборна единица 2. На 11 декември Гази Баба ќе избере број 1. Број 1
за голема победа на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Гази Баба! Да живее ВМРО, ДПМН! Да живее коалицијата за подобра Македонија! Но прети се, да живее Република Македонија! Победуваме!